Во балканската сага ништо однапред не е дадено, туку тоа е потрага по човечките односи. Јас пишувам и на македонски и на албански. Јас сум изненаден до кој степен луѓето од различната народност се препознаваат во ликовите на балканската сага. И тоа е сведоштво до кој степен човечката судбина е заедничка. Вака истакна академик Луан Старова на книжевната вечер во Струмица каде го представи циклусот книги Балканска сага. Смета дека литературата и книжевното творештво може да ги обединат различностите, бидејќи секој поединец дели иста судбина и се соочува со истите проблеми, независно од неговата етничка или национална припадност. Литературата може да навести нешто, може да открие најразлични противречности, меѓутоа може да понуди некој модел на братување, модел на заедништво, модел на споделба на заедничка судбина во еден свет кој што се повеќе се разединува, а во исто време се на некој начин обединува преку мондиализацијата, преку различни форми на обединување. За Луан Старови и неговите книжевни дела говореа Кире Козаров и Димитар Башевски, а осврт на првиот роман Татковите книги од циклусот Балканска сага, за кој што се напишени голем број критики и книжевни студии, говореше Ацо Гогов. На книжевната вечер за екзодусот во неговите романи од Балканската сага говореше и Благој Стојанов од Сдруженијето на бегалците Не заборав од Струмица. Од неодамна, овој град е во самиот врв на моите омилени места, кажа академик Луан Старова, кој од струмичкиот градоначалник Јаневски доби плакета со логото на општина Струмица.